Владата ќе покрени иницијатива за измена на спогодбата подпишана меѓу владата на Република Македонија и Руската Федерација, се со цел за полесен пристап на компаниите од Македонија и Русија. Македонија и Русија имаат реални можности за соработка. Македонските компании имаат огромни можности за бизнис делки на пазарот од 140 милиони потрошувачи. Иако постојат потенцијали, сепак размената ниту по обемот, ниту по структурата не е на задоволително ниво. Ова беше посочено на денешната шеста деловна средба на Македонско-Руско стопанска комора што се одржа во Скопје. Амбасадорот на Руската Федерација, Олег Николевич Чкебар, истакна дека важната задача што треба да се направи меѓу двете земји е да се поправи огромниот трговски дебаланс, кој создава тежок дефицит за македонската економија. Убежден што главным фактором Убеден сум дека главниот фактор за решавање на овие и другите задачи треба да биде воспоставување и развивање на директните деловни релации меѓу бизнес заедници на нашите земји, на федералното и регионалното ниво, подобрување на ефикасната размена на информација за руските компании кои се заинтересирани за работа на македонскиот пазар, а исто така и за македонските фирми кои се спремни да работат на рускиот пазар. Важниот чекор во таа насока стана подпишување на договор за соработка меѓу стопанските комори на Русија и Македонија во септември минатата година. Според министерот за финансии Зоран Ставрески, за да се намали дефицитот, потребно да се искористат компаративните предности на македонските компании во однос на потребите на рускиот пазар. Секторот енергетика е еден од оние кој што е најзначаен за соработката меѓу Македонија и Русија. Со големо задоволство можам да кажам дека со подпишувањето на договорот за подмирување на клириншкиот долг затворено едно децениско прашање и направен е значаен чекор во поврзувањето на нашите земји на полето на енергетиката. Најавата за влез на руската компанија Газпром за реализирање на проектот за гасификација на Република Македонија е од огромно значење за нашата земја. Веќе е дефиниран и кракот, односно приоритетниот правец меѓу Клечовце и Струмица од гасоводот, кој што би се реализирал со средствата од клириншкиот долг и Газпром е информиран за истото. Во тек се разговори меѓу двете страни за посета и технички подготовки на проектот. Председателот на Руско-македонската стопанска комора, Ѓорги Диков, истакнувајќи дека постојат потенцијали за зголемување на соработката меѓу двете земји, рече дека рускиот пазар е заинтересиран за земјоделските производи пеалоците.